Почитувани, забавата за владата заврши. Состојбата е многу сериозна и време е ВМРО ДПМН да почне да одговара на сериозни прашања. Денес прашуваме, докаде ќе ги одведе ВМРО ДПМН граѓаните на Република Македонија со постојаното задолжување на државата? Еве што велат податоците на Министерството за финансии, при што напоменувам дека долгот на приватниот сектор не е вклучен во податоците. На крајот на 2008 година, долгот на централната државна власт кон странство изнесуваше 921 милион евра, а на крајот од август 2011 година, тој е последниот објавен податок, достигна 1 милиарда и 412 милиони евра. Тоа значи дека само за 2,5 години долгот на централната државна власт кон странство се зголеми за повеќе од половина или за фрапантни 491 милион евра. Тоа не е се. Владата на Груевски го зголеми долгот на државата и внатре во земјата, преку издавање државни хартии од вредност. Еве повторно што велат податоците на Министерството за финансии. За само 2,5 години, од крајот на 2008 година до крајот на август 2011 година, долгот на централната државна власт по основ на издадени државни хартии од вредност се зголеми за 46 милиони евра, од 465 на 511 милиони евра. Значи, само за 2,5 години со ВМРО ДПМН на чело на државата, вкупниот долг само на централната државна власт кон странство и во земјата надмина милиарда и 900 милиони евра. Изголемен е вкупно за повеќе од половина милиарда евра. Секое наше четворочлено семејство сега е со долг поголем од порано за 1072 евра. Она што е најстрашно, владата на ВМРО ДПМН нема намера да престане со задолжувањето. Се најавува ново задолжување во странство до крајот на годината за повеќе од 100 милиони евра. Граѓаните не знаат каде завршија овие силни стотици милиони евра и не знаат од што ќе се враќаат поземените пари. Затоа бараме владата да им одговори на граѓаните. Ќе престане ли конечно ваквото задолжување? Слично темпо на задолжување сме виделе во минатото. Во последните години од животот на Јосип Броз Тито сме го виделе и во регионот кај јужниот сосед Грција. Животот на кредит е убав и владата изгледа успешна, се додека не дојде денот да се плати сметката. Отрезнувањето доаѓа тогаш, а затегањето на ременот е многу болно. Има отпуштања и се кратат платите. Примерот од соседството го гледаме секојдневно, со таа разлика што нам ќе нема кој да ни помогне. Почитувани граѓани, размислете само за момент. За само 2,5 години на Македонија и се случува експлозија на државниот долг, каде што долгот кон странство е зголемен за повеќе од половина. Докаде ќе ја дотера владата на ВМРО ДПМН Република Македонија со ваквите задолжувања? И уште нешто. И посочуваме на владата да не ни кажува дека била домаќинска и дека вратила предвреме кредити кон ММФ и Светска банка. Тие кредити се вратени со парите од продажбата на ЕСМ, пари што СДСМ не ги потроши, туку ги остави во државната каса. Исто така, и посочуваме на владата да не ни прави споредба со тоа колкава била задолженоста на другите земји. Ние да си ја гледаме маката на Република Македонија.